Во срцето на Пелагонија, како што жителите ја нарекуваат могила, денеска пред општинската зграда се реализира промоција на новата земјоделска механизација по сите евростандарди за сите земјоделски стопанства, од индустријските до градинарските култури. Според градоначалникот на општината, ваквите презентации се многу важни. Хаттат се едни современи трактори кои што еве во овие неколку години се докаже, могилчани веќе две лица кои што професионално работат со земјоделие имаат купено вакви трактори кои што се носат со сите оние брендови марки на трактори во Република Македонија кои што доаѓаат однадвор. И мислам дека за едно земјоделско стопанство сите агротехнички мерки добро да ги обавуваат, треба една современа механизација и могила веќе могилчани се фалат, ќе видите по нивните дворови, по земјоделските стопанства, веќе поседуваат ваква и слична современа земјоделска механизација. Хатат, тракторите на турската компанија која постои 40 години и го освојува светот со квалитет и цена, е примамлив за земјоделските стопанства заради големата понуда на типови на трактори за различни сегменти во земјоделството. Поблиску се запознаат нашите кооперанти, нашите фармери, да видат што е нов тренд кај ова производство на трактори, така да сега новите трактори сите се трактори со 3B мотор, тоа е што го бара Европа и сите стандарди, и многу е важно што ИПАРД програмите сега точно ќе бараат сите трактори да одговараат со сите ЕУ стандарди. Тоа значи дека нашите трактори хатат покрај сите перформанси мора да имаат и добра звучна изолација. Значи сите кабини кои ги имаат хатат се добро заштитени со 60 децибели звучност и топлонска УВ зрачност која што самите стакла ја возможуваат да може фармерот денеска да работи 10-12 часа лесно без замор. Општина Могила со своите 25.000 хектари површина обработливо земјоделско земјиште предничи во користењето на мерките од Националната програма за рурален развој. Општина Могила имаше во претходниот во 2015 година најголем број на апликации, не носи 1000, туку 1120 беа на ниво на држава, од кои што околу 500 до 600 беа само од општина Могила. Сепак повеќе од 50% беа само од општина Могила, затоа што овде имаме најголем број на земјоделски стопанства кои што ги исполнуваат условите за аплицирање. Да бидеме на чисто дека ние имаме и во северозападна Македонија земјоделски стопанства, но се уште немаат разрешено имотно-правни односи, па затоа и не можат да аплицираат. Вакви презентации прават високо развиените земји, каде саимите се прават на отворено и потенцијалните купувачи може да ги пробаат новите производи.